Македонија денеска од Грција го презеде председателството на Јадранско-јонската иницијатива, регионална платформа поддржана од Европската унија. Членството на земјава во оваа групација стана возможно по потпишувањето на Преспанскиот договор. Во текот на македонското председателствување, приоритет ќе биде развојот на транспортната поврзаност, унапредување на одржливиот туризам и заштитата на животната средина. Ова се случува во важен момент кога Европската комисија работи на нова стратегија за поголемо усогласување на иницијативата со инструментите за интеграција на Западниот Балкан во ЕУ. Оваа сабота, на 10 мај, во Охрид ќе се одржи голема еколошка акција за чистење на дното на Охридското езеро од цврст отпад. Организатор е Нуркачкиот центар Амфора, а ќе учествуваат околу 100 нуркачи од Македонија и од балканските земји. Акцијата започнува од градското пристаниште и ќе се одвива и на други локации, како љубаништа, заливот на Коските, градиште и калишта. Целта е да се заштити биодиверзитетот и да се подигне свеста за значењето на чистата животна средина. Зградата на апелацијскиот суд во Атина денеска беше евакуирана поради дојава за поставена бомба, јавуваат грчките медиуми. Заканата била упатена преку повик до полицијата и порталот Зугла, со тврдење дека експлозијата ќе се случи за 2 часа. Полицијата веднаш го затвори пристапот до објектот, изврши евакуација и направи детална проверка, но не беше пронајден никаков сомнителен предмет. Слични лажни дојави имаше и предходно, во неделата на траект со 750 патници и пред една недела во зградата на грчкиот парламент. Во украински напад врз руската Курска област загинаа 3 цивили, а 7 се повредени, пренесуваат руските власти. Ударите биле насочени и кон електрична трафостаница во градот Рилск, каде 2 лица биле повредени, а дел од регионот останал без електрична енергија. Според гувернерот на регионот, Роман Старовојт, украинските сили испратиле дронови и артилериски оган кон неколку населени места. Како резултат на тоа, оштетена е инфраструктурата, а властите реагирале со итни служби на терен. Нападот доаѓа во време на зголемени тензии и континуирани напади долж границата меѓу Русија и Украина. Министерот за одбрана на САД, Пит Хексет, нареди намалување на бројот на високи воени офицери за 20%, вклучувајќи 4-звездени генерали и адмирали. Целта е да се скрати бирократијата, а ресурсите да се пренасочат кон борбените единици. Мерката се спроведува во 2 фази, а ќе бидат засегнати и генералските и адмиралските позиции во Пентагон. Хексет ја нарече оваа иницијатива помалку генерали, повеќе војници, нагласувајќи дека историски САД функционирале поефикасно со многу помал број високи офицери. Оваа одлука веќе предизвика поделени мислења. Дел од јавноста и експертите ја поддржуваат како неопходна рационализација, додека други стравуваат дека ваквото кратење може да влијае врз стратегиското раководење и командната структура на американската војска.